тежок 1 грам. Автограм, автограм, То си го добил сам. автограм, автограм, подпис тежок 1 грам. Автограм, автограм, То си го добил сам. автограм, автограм. Пофали се, имам подпис от артист и пеяч славен на улица. Ќе те ценат в училище, ќе си главен, подпис тежок 1 грам. Автограм, автограм, Тоа си го добил сам. автограм, автограм, подпис тежок 1 грам. Автограм, автограм, Тоа си го добил сам. автограм, автограм. 1-2. Чудно. Уште нема никого. А се почнува со точноста. Точно станување, точно почнување со работа, точно доаѓање на состанок, точно одење на училиште, точно измерено, точно пресечено, точно сварено, точно испечено, се треба да е точно. Инаку се доаѓа наопаку, изгорено, преварено, погрешно, пресолено, претерано. Воопшто, точноста е нешто без кое не се може. Точните јапонци, германци, американци точно работат, а ние со задоснување. Би требало барем точно да мериме. Не ги обвинувам вагите, тие си се точни. Не ни се точни рацете. Да, одете купете месо ако не ми верувате. Ете, задоцнив. А каде се другите? Сите, доцнав, сите. Денеска се ми тргна наопаку. Доцна се разбудив, доцна појадов. Автобусот ми доцнеше 20 минути. Ништо не е доцнење 20 минути. И јас задоцнив. Да сум на ваше место, не би доцнел ни минутка. Ете, вредните јапонци... Што сакаш ти со тие твои јапонци? Сакам да кажам дека тие толку се точни да водат сметка за секој минутче и за секундата. А ние не си ги вршиме работите. Одлагаме, губиме денови, месеци, години. Ве прашувам јас вас, каде да го најдам изгубеното? Изгубеното? А што си изгубил, мајстор Раде? Време. Па тоа не е толку трагично. Има време, може ке го пронајдеш. Го нема загубеното време, мој Борче, тоа убаво да го запаметиш. Загубеното време за секогаш е загубено. Да. Ајде де, кажете, што молчите, а? Што сакаш, мајстор Раде? Сакам нешто да напишам, биле, Епа, сигурно нешто многу важно, мајстор Раде. Така, Борче, многу важно. Сакам да биде важно, а и паметно. Не знам како. Па, ќе ти помогнеме, кажи. Сакам вака да напишам дека загубеното време е исто што и загубените пари. И повеќе од тоа, мајстор Раде. Да, многу повеќе и многу поважно. Да. Како да напишам, бре, деца, како? Да помогнам јас ако треба. Ти, ние тројцата не знаеме, ти ќе ни помогнеш. Па, напиши вака. Има време студено, има време топло, има време минато, има и сегашно, а има и идно. Напиши ги сите времиња, а јас ќе ги измерам на мојата вага. Ама времето не се мери на вага, мој Гранко, па за тоа постојат часовници. Па јас овде зборувам за изгубеното време. Еве, сите задоцнивме, сите загубивме време. Ми текна. Напиши вака. Изгубеното време не се враќа. Браво, Борче. Така ќе напишам. А можеш да напишеш и вака. Изгубеното време со ништо не се плаќа. Одлично, биле, и така ќе напишам. Браво, три пати браво. Стигнавте точно на време. Јас се надевам не задоцнив. Немам обичај да доцнам. Точно сум на време. Ни секунда порано, ни секунда подоцна. Професоре, ние токму зборуваме за времето. Сите задоцнивме, а еве вие не. Да задоцнам, па ти Раде со тоа малку ме навредуваш. И не мене толку колку
мојот часовник кон кого јас верно се придржувам. Да. И се надевам ќе ми верувате ако ви кажам дека мојот часовник е најточен часовник на светот. И можам да ви речам дека точно тоа време во радиото го дотеруваат по мојот часовник. Ами. Професоре, вие малку овде како да ја пресоливте. Браво, браво. Ако е вистина, голема лага е. Значи, не ми верувате, а? Па и не е за верување. Сакав малку да се пошегувам. Што мислиш ти, Гранко? Јас велам да одиме со песна. Денес си пошол на школа. Доцниш на првиот час. Изговор бараш, се потиш. Лажеш пред целиот клас. А зошто да лажеш, ој дете? Да сееш на лагата семе. Научи се точен да бидеш и цени го своето време. Решен си в кино да пойдеш, доцниш сал минутка-две. Филмот е почнат, а тебе се ти е залудно се. Филмот е почнат, а тебе се ти е залудно се. Зашто да доцниш одете, па појди си порано, ајде. Брзаш ли се когаш сегде, што бараш и ке си најдеш. Зашто да доцниш одете, па појди си порано, ајде. Брзаш ли се когаш сегде, што бараш и ке си најдеш. Решен си нешто да правиш, нешто да зачуди се. Одлагаш времето трчи, се ти е залудно се. Одлагаш времето трчи, се ти е залудно се. Зашто да одлагаш, дете, не давај срце да дреме. Научи се точен да бидеш и цени го своето време. Зашто да одлагаш, дете, не давај срце да дреме. Научи се точен да бидеш и цени го своето време. Ла 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 ла. Ла 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 ла. Научи се точен да бидеш и цени го своето време. Браво! Точно на време, точно отпеано. Професоре, ако имате време, одржете ни час за времето, поточно за точноста. Знаете, неточноста се шири како болест. Моето време истече. Во 8:00 имам час. До гледање. Професоре, имате ли 5 минути време за мене? А? Време треба да се има, ама јас го немам. До гледање. Да гледам. А јас сакав да го поканам, знаете ли каде, а? Каде? Таму, кај мене на работа.
Има еден одлагач. Секогаш вели има време. Има такви одлагачи секаде. Насекаде па сакав професорот со својот авторитет да им позборува малку за точност. Да, ете тоа, само... Добро, ајде сега отидов јас и не заборавајте имињата на нашите гости да ги оставите над зидот. Многу убаво ни пееја. Ајде, до гледање. И ако затребам, тука сум јас. Мајсторот Раде не си го жали својот труд никогаш. Ајде, до гледање. До гледање. До гледање. Како се викаш? Мислим Сајанска. Ученичка? В основното училище Брајт Елизар од Скопје. Како се викаш? Зорбевичански. А каде учиш? Во училиштето Владимир Илич Ленин. До гледање. До гледање. Така, сега на нашиот зид имаме и два автограма од двајца млади пеачи, а да видиме што имаме понатаму. Добар ден, чичката. Добар ден, чичкаца. добар ден. Чичкацо, Повели? не гледаат и лјадници деца. Мило ми е. И јас би сакал да ги видам, но не можам. Па уште еден поздрав. Здраво, дечиња. Чичката, многу ви благодараме што сте гостин во денешнава емисија. Добро биле, што треба јас да работам? Па, ги зборувате. Па тоа не е никаква работа. Ще зборувате за тоа како работите. Вие сте музичар, композитор, диригент и што уште? Па би можела се рече деца и музички педагог. Работам со дечиња, работам со млади, ги учам да пеат, да музицират. Ете така. Вие веројатно ја знаете поговорката кој пее, зло не мисли. Секој дека ја знам. А, чичката, каков би сакала да биде светот? Па биле се разбира умен, весел, распеан, та да не може никој да мисли зло. Кажете ни, што сте сториле вие за да го распеете светот? Па го сторив тоа, дечиња, од моите песни да полетуваат гулаби кои ќе носат пораки на желби во светот, во целиот свет да владее радост и мир. Благодариме, чичко Ацо, и ве покануваме да го ставите својот автограм на зидот за автограми и да кажете некоја убава мисла за музиката. За музиката, вред. Повелете. Благодарам. Се испати, дечиња. Благодарим. Драги деца и драги гледачи, разговаравте со диригентот и композиторот Александар Джамбазов. Борче, Кажи, Биле. мислиш ли дека завршивме со чичкаца? Најважното се уште престои. Сакаме да слушнеме една песна, компонирана, аранжирана и дирижирана од Чичко Ацо. Иху! Чичкаца, Музика, повели. подарете ни ја најубавата песна од Златното славече. Еве, нека биде тоа песничката за сите деца. Сакам светот да е песна личен цвет. Сакам да е песна една да е цвет. Сакам полја, сакам гори, шир на шир. Сакам зора кога зори се греми. Сакам светот да е песна дивок бран. Сакам да е песна една да е цвет. Сакам песна да се ори дивок сон. Сакам песна кога збори звезден звон. За сите деца да биде сонце, да биде љубов, нека биде сјај, да биде крознеш, да бидат звезди, да биде пролет, личен цветен мај. За сите деца да биде сонце, да биде љубов, нека биде
sveto da je pesna ličen cvet. Sakam da je pesna jedna da je cvet. Sakam polja, sakam gori šir na šir. Sakam zora koga zori segne mir. Sakam sveto da je pesna divog bran. Sakam da je pesna jedna da je cvet. Sakam pesna da se ori segne mir. Sakam pesna koga zgori segne mir. Za site deca da vide sonce, da vide ljubav, neka vide sjaj, da vide kohneš, da vide cvesti, da vide prolet ličen cveten maj. Za site deca da vide sonce, da vide ljubav, neka vide sjaj, da vide kohneš, da vide cvesti, da vide prolet ličen cveten maj. Za site deca da vide sonce, da vide ljubav, neka vide sjaj, da vide kohneš, da vide cvesti, da vide prolet cveten ličen maj. Maj, maj, Не задоцнив многу, нели? Не, тетка Пепи. Тука си според планираното време. Само заедно си ми зачуеш една убава песна. Убаво. Убаво, но јас мислам дека вие премногу пеете и свирите. А треба и да се работи, нели? Кои се овие? Тетка Пепи, не пуштай ги! Биле и Борче, не пуштајте ги овие никакви. Некои непознати, никакви. Како е? Како непознати? Како никакви? Како непознати? Па нас има по целиот свет, ние сме како плева, како трева, како пиреј. Слушајте, Да. кои сте вие? Чест ми е GL, Джабеле Бојадач. Овој до мене речи кажи, а овој трчи лажи. Надвор! Надвор, не рани мајковци! Надвор! Да ви кажам. Во паркот има едно дрво. Едно дрво без цветови, така едно обично дрво. А на дрвото има едно гнездо. Многу високо гнездо, да, многу високо. А по дрвото има една клупа, така некоја обична клупа. И си дојдов јас до клупата, си седнав на неа, да си се одморам, што се вели, да си се починам, оти се бев многу уморил од прикажување. Се сретнав со еден дрдорко, кај се сретнав, кај се запустив, леле досаден човек. Леле кога разврза, де вака било, де така било, де одваму, де отаму, тој стана си отиде, јас дојдов ваму, се седнав и се... Намали, скрати. Трчи лажи. Абе, овој по-добро лажи од тебе. Абе, не лажи, трчи лажи. Дали имаш, мислам, затки за уши, бе, не може Имам, еве, повели. Еќе го запај, што е? Како што е? Затка за уши. Ова. Лажго. Точно, си ја вршам работата. Слушај, утре, денот, ќе биде обратен. Како бе Па така, таму каде што е главата, ќе биде жт опашката, таму каде што е жт опашката, ќе биде бут главата. А преведено на поразбирлив јазик, сонцето ќе изгрее на запад, а ќе зајде на исток и... Лажго. Точно, си ја вршам работата. А врбата? Сигурно ќе роди грозди. Да ви докажам. И си седнав јас на клупата и дојде еден. Кој? Дојде еден, ме гледа тој мене, море го гледам и јас него. Да седна ми вели, абе седни му велам, седни. И седна тој како се запусти. Кога отвори една уста, леле мајко, кога почна, де вака било, де така било, де одваму, де оттаму. Ама слушај, да те прашам, кој беше тој човек? Кој човек? Тој. Мислам, тој човек, тој седна ваму, тој требаше тебе да ви кажам во довербам. Тој бил некој си службен речикажувач. Да, професијата му била речикажување, како мојата, да речеме, само тој бил на некое повисоко место и неговото речикажување повеќе се плаќало. Абе, Джил, овој лажи поубаво од мене, бе. Иако може да се каже дека јас сум професионалец, нели?
Не лажам, жими мама. Ами да ви кажам дека пријателот ми кажам дека постоел некој трет речекажувач, а подобар речекажувач и од мене и од овој вториот, разбираш? А само тој бил, да, тој бил на многу повисоко место и утре рече дека ќе ме запознае со него за да сум видел како изгледа вистински речекажувач. Бла, 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 бла. Зошто бла, бла, бла? Не. Зошто? Не, бла, бла, бла. Бла, бла? Не, со кого се дружи? Да, бе. Со кого се Како дружам? друштво сте ви? Никога. Абе, како друштво за никаде? Абе, не можам, јас си го расипувам своето реноме. Да, ме разбираш? Не ме разбираш? Ама, не, готово. Чекай. Ма каде тој? Одам. Си одам. Еве рака. Да. Одам јас. Но пред тоа ќе го ставам подписот над зидот. Одиме и ние. Доаѓаме и ние. Да, одиме ние. Океј, мај хорс. Не може. Вие сте ни најмалку потребни. Ама, видите, само Ама, живеел. надвор! За вас нема место на нашиот зид. Деца, што беше ова? Сон? За жал, тетка Пепи не беше. Па што бараа тогаш тие овде? Тие нерани мајковци, лажачи, мрзливци. Кој може нив да ги истера, тетка Пепи? Тие се секаде и секогаш, тие се како молци. Мајко моја. Па како да ги избркаме тогаш одовде? Па тие си отидоа. Не, мислев како да ги избркаме од животот. Да не лажат, да ги нема. Да не расипуваат се околу себе. Како ли? Одлично. Ќе ни објасните ли што правите? Вежба. Напорно ли? Напорно, но потребно. Без вежбање не се постигнува ништо. Билјана, Борче, ќе ни кажете ли како се викате? И што за вашите постигнувања? Се викам Јуруков Симеон, ученик во 4-тиот клас при градежниот училишен центар Здравко Цветковски од Скопје. Членом во велосипедскиот клуб Вардар во јуниорска категорија. Постигнав да се припремам за утре во школа, постигнав да ручам и да дојдам во вашиот клуб за автограми. Мило ми е, но јас мислев на спортските постигнувања. Моите најдобри постигнувања се прво место на републичкиот крос во март 1983 година, победник на трката Ден на младоста во нашата република, поточно во Тито Велес на 25 мај, прво место на 4 јули во Куманово, Денот на борецот, победник на трката организирана по ослободување на Прилеп на 5 септември, го освоив првото место и на трката организирана на 11 октомври исто така во Прилеп го зазедов првото место. Се разбира во јуниорска категорија. Што ќе ни кажете за велосипедот? Нешто супер. Може да те однесе на работа, може да те однесе на прошетка, можеш со него да вежбаш, а ништо не бара. Ни бензин, ни јаглен, ни струја, ништо, само љубов и желба. Мислите ли дека сите треба да возат велосипед? Сите, откако ќе се научи некој да оди, што е прва задача, и втора задача е да научи да вози велосипед. Така мислам јас. Според мојата вага, тоа што го вели другарот Симеон Јуруков е сосема точно. Јас предлагам... Што предлагаш, Гремка? Па, другарот Симеон да не заборави да се потпише на нашиот зид. Се прифаќа ли мојот предлог? Се прифаќа. Повелете. Благодариме. Ете така, ете толку. Што ќе речете вие, Борче и Биле? До следната емисија на истото место во истото време. И со нови гости. До гледање. До гледање. До гледање. 1, 2.